Да, би сакал да ви ја кажем вистинитоста за наслучувањето во јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање. Прво ќе нагласам дека сите плати и додатоци кон платата, што значи неделни часови, придонеси и додаток на работни денови во однос на вработените се исплатени заклучно за јули до 21 август. Значи сите плати и додатоци се исплатени. Финансиските проблеми кои ги имат средните училишта, посебно средните училишта во нашиот град, тоа е проблематика која се провлекува низ цела Македонија и таа финансиска дубиоза ја сервисира локалната самуправа. Значи од сопствен буџет. Бидејќи ако не беше така, тогаш ќе имаше навистина големи проблеми. Кога ќе речем локалната самуправа, мислам на градоначалникот Борче Јовчевски и сите служби надлежни за финансиското работење, како на општината, така и на јавните предпријатија. Тоа се секретарот на општината, секторот за финанси и сите тие служби. Голема улога во подобрување на финансиското работење има и Советот на општина Прилеп, која сесрдно го поддржува не само нашето, туку како основач на сите јавни предпријатија и нашето предпријатие, односно јавното предпријатие за просторни урбанистички планови. Во однос на доделување на субвенции, зголемување на субвенции со актуелниот ребаланс сега што беше со донесување на одлуки, само лани одлуката која се донесе за субвенционирање на бесплатниот превоз на лицата со пензии, со минимална пензија, во голема мера го подобри финансиското работење на јавното предпријатие кое беше пред финансиски колапс, бидејќи бројот на лица со минимални пензии е се поголем и поголем. Тоа е преубава хумана мерка, но е на товар на јавното предпријатие, кој финансиски товар не можеше да го издржи. Со одлуката на Советот на општина Прилеп, и односно доделување на субвенции за секое лице кое има добијано карта, во голема мера се подобри финансиското работење. Ова финансиска добиоза се должи од недоволен на количина на средства од блок дотации кои им следуваат на училиштата по однос на бесплатен превоз на дечина кои живеат на поголемо растојание, има методологија од 2,7 километри од училиштето. И ова ситуација ќе трае се до измената на методологијата на доделување на тие блок дотации. Ма рековне, финансиската разлика ја исплаќа локалната самуправа од сопствениот буџет. За сето ова се во детали информирани представниците на синдикатот при јавното предпријатие. Делот од синдикатот СУТКОС, односно синдикат на работниците во угостителството, во туризмот и комуналните предпријатија. Во понеделник одржавме состанок со представниците на СУТКОС, кои во детал ги запознав за реалните ситуации. И вториот камен на препнување е внесување на додатоците на плата во бруто платите на вработените. Но тоа е пропишано во актуелниот колективен договор на јавното предпријатие. Во корелација со централата на СУТКОС, најдовни за тоа начин да го надминиме, односно со измена на колективниот договор и со почитување на спогодбата, веќе од наредната недела ера е на годишни одмори. Од наредната недела сите служби и на СУТКОС и на јавното предпријатие, се мисли на правните служби, веќе драфт верзијата изработена и таа ќе се спроведи. И тој проблем кој го налагаат работниците од синдикатот на јавното предпријатие, кој ја беше наведено како еден од проблемите, и тој проблем ќе биде надминат во теков на месец септември. Да не бидам прецизен во текот на овие 2 недели, ама во текот на месец септември ќе биде и тој проблем надминат. Така да услови за
работењето на јавното предпријатие, односно проблеми, како и во секоја организирана целина. Од семејство до организација, внатрешни проблеми стално ќе се јавуваат, но тука сме ние да ги решаваме. Бидејќи никаде, во ниедно, како што кажав, организирана целина на луѓе, работата не оди подмачкана. Но тука сме да ги решаваме проблемите, во тоа се состои и основното дијалектичко правило. Во противречноста лежи напредокот. Значи, тоа е замаец кој не трга напред. Колку пари ви должат средните училишта? Средните училишта во континуитет имаат долг према јавното предпријатие, но таа финансиска разлика имаше од 6 до 7 милиони долг, но таа финансиска разлика ја сервисира, како што кажав, буџетот на локалната самоуправа. Сега сервисирана е таа? Сервисирана е, остана уште многу мал дел, кој во теков на наредниве месеци исто така ќе биде до исплата. Добро, а проблемот е што немаат средства да ви платат или Министерството не им префрла доволно пари? Проблема е методологијата на префрлање на тие блок дотации од кои училиштата ги сервисираат бесплатниот превоз на учениците, си плаќаат струја, реновирање на училиштето и се она што е надвор од плати. Платите си се друга ставка. Блок дотации се за она невидливо работење на образовните установи. Тој проблем се провлекува низ цела Македонија, некаде се одразува на средните, некаде на локалните самоуправи. Но има најави дека од 2026 ќе се смени методологијата, така барем колку што сум запознаен од медиумите, цела методологија ќе биде променета и се надевам дека оваа проблематика кој ги имаат средните училишта, кој непосредно се одразува на превозот, не само на превозот кој го обавува јавното предпријатие, и на приватните превозници тоа се одразува. Ќе биде подобрено. Како би се променила методологијата? Директно вас пари би ви стасувале? Не, ќе се врз основа на вистинските потреби на училиштата. Ќе се направи анализа колку километри, колку деца се возат во тековната година, која е усвоената цена усвоена од Советна општина Прилеп и вистинската, реалната цена ќе биде исплатено, така да не бидат училиштата доведени во ситуација да не се во можност да се исплатат електрична енергија, да не можат да се реновираат делови од школото кои се за реновирање, да не можат да исплатат кон превозниците и така натаму. Дали има можност и повторно граѓаните да бидат доведени во ваква ситуација, да немаат градски јавен превоз? Во услови на демократија се е можно, но се надевам дека ваква ситуација во наредниот период нема да дозволиме да дојде. Јавното предпријатие обстојува на 3 финансиски столба. Значи, првиот финансиски столб е јавните паркиралишта, вториот финансиски столб е оделението за планирање и проектирање, и третиот финансиски столб е јавниот градски превоз. И секое од овие оделенија си приходува средства за своето оделение. Еден финансиски столб да се наруши, може во краток период да го покрија некој дел од предпријатието, но голем финансиски недостаток не може да го покрие, бидејќи не е димензионирано предпријатието за остатокот. А јавниот градски превоз е еден од најголемите потрошувачи, бидејќи се работи за механички делови, за дефекти, за голем број на вработени, за исплата на неделни часови, екстра часови на превоз и така натаму. Тоа е преголем столб за да можат да го покријат јавните предпријатија. А во однос на сумите кои ги добива јавното предпријатие по однос на проекти, сите овие јаки проекти кои се случуваат во градот и средствата од влада ги работи јавното предпријатие. Сите се исплатени од страна на локалната самоуправа. Дали сте размислувале за некако јавно-приватно партнерство во сите 3 домени? Не. Воопшто не, бидејќи тоа е малце поголемо. Ние сме основени од Советот на општина Прилеп. И ингеренцијата за такви работи може само да произлези од нас предлог, а екзекуцијата мора да биде од Советот на општина Прилеп. Уште нешто морам да додадам. За вистинитоста на ова што го кажува, можете слободно да ги контактирате представниците на синдикатот при јавното предпријатие од СУТКОС, бидејќи тие се во целост информирани а тие се во перманентна координација со централата на СУТКОС,
веќе и ние со нив стапивме во контакт за да ги испегламе, не би рекол конфликтите, но недореченостите, односно барањата на работниците и поставените постулати на работење на јавното предпријатие. А можете да ги наброите барањата на работниците, бидејќи тие се поставени? Барањата на работниците се примање на плата во законските норми до 15 и внесување на сите додатоци во бруто платата и измена на колективниот договор и прилагодување на колективниот договор со законската одредба за минимална плата на ниво на Република Македонија.